небесно, тешители души истини, живездеси и сеја исполняј сокровиште благих и жизни подателю, приди и сели се неочистинеца, ки ја скверни, спаси, блаже души наше. Слава Отцу и Сину Духу, нини и присно веки веков. Амин. Молитвам се того апостола Матија, се свети Господи, се Христе Боже наш, помилуј нас. Амин. Денес ќе продолжиме со беседата на гората, кај што стигнавме, тоа е 6 глава. Стихот со кој што ќе почнеме од Евангелието следниот. Не собирајте си богатства на земјата, каде ги јадат молецото и ридјата, и каде крадците ги подкупуваат и крадат. И следниот последниот стих. Но собирајте си богатства на небото, каде што ниту молец, ниту ридја ги јаде, и каде крадци не ги подкупуваат, ниту крадат. Тука една кратка забелешка, само дека во изворникот не пишува богатства, пишува ризница, ама значењето е сосема исто. Само бидејќи некаде во толкувањата има разлика богатство и ризница, затоа го спомнам сега. Свети Нил Синески вели: под црв во овие стихови се подразбира само мнението кое се раѓа внатре и го уништува она што е добро во луѓето, а под краци пофалбите кои доаѓаат од надвор и кои преку нерасудливоста и надоеноста одеднаш ги ограбуваат скапоценностите кои се собрани со многу трудови на добродетелта. Како што црвот ја јаде материјата од која добил битие, и краците ги подкопуваат зидовите и го изнесуваат грижливо на собраното, така и помислата која заради добрите дела е потикната кон превознесување, го уништува стекнатото, а пофалбите од луѓето од разни страни го подкопуваат неутврдениот начин на размислување и не допушта да влезе внатре нешто што е добро, што законски доаѓа од надвор, туку е одбиено преку отварањето на ушите за слушање на пофалба. Но никој да не биде толку победен од страста и успано славолюбие, за да претрпи целосна загуба на своите трудови, туку да се отрезни, дури и кога го подкопуваат, и да ги уништи злонамерните мисли пред да му нанесат штета. Поразувајќи ги во времето на самото подкопување, пред јасно да засвети сонцето и мислата да се претвори во дело. Односно, светот Нил Синески ни кажува дека во пренос на смисла, ова може да се свати секако во буквална смисла, меѓутоа има и толкување во пренос на смисла, каде што не се мисли на физички материјални богатства, туку се мисли на духовни богатства кои што човекот ги собира со голем труд. И вели, тие се во опасност да бидат загубени заради две нешта. Во преносна смисла црв го нарекува само мнението, кога човек има високо мислење за себе, кога затоа што прави добри дела, си размислува колку е тој вреден и добар и богат и колку добро прави, и заради тоа негово, да кажеме, гордо разсудување, размислување, ја загубува духовната полза од тоа што го стекнал, што го направил. А од друга страна, крадците, како некој што доаѓа од надвор, затоа го кажува црвот како некој што излегува од самата материја и ја од внатре ја разјадува, тоа е, значи, мислата што се раѓа во нас, а од надвор се луѓето од надвор што не фалат. Кога другите од надвор ни кажуваат, ете колку си добар, колку си ваков, колку си таков, и ние тоа сакајќи или не сакајќи го примаме при срце, тогаш тоа ни ги ограбува тие внатрешни духовни ризници. И затоа светителот на крај вели, затоа никој да не биде посакува неговата желба, никој да не биде толку многу победен од страста и успан од славолюбие, та целосно да го загуби она што го стекнал. Туку вели да се отрезнат сите и да ги уништат овие злонамерни мисли пред да успеат тие да нанесат штета. А ова истото може да се каже, да се каже и за буквалното значење на зборовите, и тоа е во толкувањето што понатаму следат. Светиот Анаси Велики кажува: оние што ги слушале овие зборови велеле: овој совет е многу добар и ова мисле за пофалба.
Вистинските богатства на животот треба да се полагаат не на земјата, туку во небесни ризници. Но како да ги положиме на небесата златото и среброто? Ние немаме таква можност. Небото е многу високо и таму не ни досега раката. Ова е во еден најбуквален начин. Не гледаме ниту скала, како што видел патриархот Јаков, за да се качиме по неа и да го положиме на небесата она што го имаме. А Господ поучува: иако небото е многу високо, сепак можете таму да ја положите неукрадливата ризница на правдата. Дај му на сиромашниот и на бедниот она што му треба, и ќе видиш дека сето тоа цело, неосквернето, нераспадното се чува на небото. Имаш и скала, која од земјата пренесува на небо. Тој е спасителниот крст. Има и скалила на таа скала. Пречистите догмати на Евангелието. Значи, качувај се по нив во небесните живеалишта, за да се прославиш за навек. Но исто така биди внимателен кон она што го говорам јас. Значи, овде ни кажува во буквална смисла да не го зачуваме богатствата тука на земјата, туку да им ги даваме на луѓето кои што имаат потреба и на тој начин ќе ги запазиме на небесата. Следниот толкувач, тој Свети Јован Златоуст, вели: откако ја изгони болеста на суетноста, Господ понатаму говори за нестекнувањето. Значи, откако ги поминавме тие други стихови, сега Господ ни говори за нестекнувањето. Бидејќи луѓето се грижат за стекнување на многу имоти заради својата суетност, тоа покажува безкорисноста на земните ризници, затоа што и црвот и рѓата ги уништуваат храната и облеката, а краците го грабуваат златото и среброто. Потоа, за некој да не каже дека сите крадат, тој укажува, односно да не каже дека не сите крадат, тој укажува дека иако нема ништо такво, зарем самото тоа што ти си прикуван со грижата за богатството не е големо зло. Значи, некој да не каже: ете, можеби нема да ми украдат моите богатства. Затоа Господ вели: доволно зло е што си прикуван со грижата за тоа богатство. И продолжувам, толкувачот ти вели. Не, ова што го прочитав беше Свети Теофилакт Охридски, а следно Свети Јован Златоуст. Истото го кажува: откако Спасителот излечи болеста на суетноста, почнува да го излага словото за нестекнувањето. Затоа што ништо не тера да го сакаме богатството толку колку суетата. И толпи служители и евнуси и со злато облечени коњи и сребрени маси и слични на тоа смешни работи били измислени од луѓето не за задоволување на некаква потреба или заради задоволство, туку за да се покажат пред другите. Па така Исус Христос претходно зборувал само за тоа дека треба да се биде милосрден, а тука со зборовите не собирате богатства, покажува до кој степен треба да се биде милосрден. Бидејќи користолюбивоста со извонредна сила господари со луѓето, па затоа не требало веднаш на самиот почеток да се изложи учење за презирање на богатствата, и Спасителот ја искоренува таа страст малку по малку, ослободувајќи од неа постепено, и на тој начин на крај го дава учењето за нестекнувањето, кога срцата на неговите слушатели биле приемчиви. Значи, кажува Свети Јован Златоуст дека таа страст за стекнување или потребата од тоа човек да обезбеди некакви средства и затоа станува користолюбив е толку силно вгнездена во човековото срце, што Господ не ја искоренува директно, туку малку по малку. Откако ни кажа сите други работи за кои што претходно зборувавме, сега ни кажува дека не треба да собираме богатства на земјата. Откако претходно ни кажа дека треба да бидеме милосрдни, сега ни кажува воопшто да не собираме богатства. Исто така тука е карактеристично тоа што кажува дека сите тие богатства всушност не се за задоволување на некаква потреба. Затоа што најголемите богатства, ова што го набра тука, ние денеска немаме во буквален смисол, не знам, евнуси, коњи со злато, меѓутоа имаме нешто слично на тоа. Имаме денеска еден куп луѓе кои што се видливи, да кажеме, во светот, кои што се фалат од своето прекумерно богатство. Тие да живеат 200 животи не може да го потрошат тоа богатство кога што го собрале. И сето тоа што го прават, сите тие работи што ги покажуваат, да кажеме, ако некој има голема куќа или не знам некакви си бродови, јахти, ти не му се задоволување некаква потреба, ниту пак вели светителот ни за задоволство,
Нема задоволство, тоа е само задоволството од суетата. Ете, јас што можам. И ова е присутно и кај луѓе кои што не се многу богати. И тие сакаат денеска е такво свет живееме кај што им се подгрева на луѓето таа суетност. Па се чувствуваат вредни кога се покажуваат, ете, јас го имам ова, го имам она, иако и тоа нема е потребно. Но го има тоа само заради суетата. Господ продолжува и вели: зашто каде е вашето богатство, таму ќе ви биде и срцето. Свети Јован Златоуст толкова. Односно, дури ништо од претходно кажаното да не се случи, значи да нема ограбување и така натаму. Немалку штета ќе биде за тебе тоа што си се прилепил за земното и стануваш роб наместо слободен и отпаѓаш од небесното и не си во состојба да мислиш на горното, туку мислиш само за пари, за проценти, за долгови, за добивки и за гнасни частења. Што може да е победно од тоа? Таквиот човек паѓа во робство потешко од робството на секој роб. И што е најпогубно од се, доброволно ги отфрла благородството и слободата кои му се својствени на човекот. Колку и да разговарам со тебе, кога имаш ум кој што е прикован кон богатството, ти не можеш да чуеш ништо што е полезно за себе. Туку ти си како пес во јама прикован кон грижата за парите, посилно од вериги. Се нафрлаш на сите кои доаѓаат кај тебе и се занимаваш само со тоа за други да го зачуваш богатството кое го поседуваш. Што може да е победно од тоа? Но бидејќи таа мисла ги надминувала разбирањето на слушателите, разбирањето на слушателите, па како штетата, така и ползата која произлега од богатството за многумина не биле очевидни, за да го разбера тоа им бил потребен доволно прониклив ум. Затоа Спасителот, после предходното објаснување, рекол каде е ризницата за човекот, таму и срцето негово. Значи, гледате тука како речник употреба Свети Јован Златоуст. Вели за пари, за проценти, за долгови, за добивки, за гнасни частења. Како да зборува за денешно време? Буквално истото. И кога кажува за други го зачуваш богатството што е кај тебе, затоа што тоа ендормно богатство човек и да сака што го има тие луѓе што испомнавме, не може да го потроши. Па и дури помало богатство, човекот што го зачува, кога тоа ќе замине од овој живот и нема тој да го троши. Го зачува за некој друг. А Свети Максим Исповедник кратко и многу јасно кажува: кога ќе забележиш дека твојот ум со наслада се занимава со материјалните нешта и со задоволство пребива во размислување за нив, тогаш знај дека ти нив ги сакаш повеќе одошто Бога. Значи, на друг начин го кажува тоа што Христос го кажува со зборовите: каде што е вашето богатство, таму ќе биде вашето срце. И сега Господ продолжува: окото е светило за телото. И така, ако ти е чисто окото, целото тело ќе ти биде светло. Тука ќе дадеме две толкувања. Духовно разбери го напишаното. Тело тука се нарекува душата, а око умот. Тоа кажува Свети Мил Синески. И многу други светители го повторуваат ова. Дека ова не е кажано буквално, не е кажано преносно и сите го сваќаат на тој начин. Дека окото е умот, а телото е душата на човекот. Еве едно толкување од Свети Јован Кроштадски. Светилник за телото е окото, односно светилник за душата или за срцето е разумот. Значи, повторно истите зборови. Разумот треба да биде патеводителна звезда за движењето на срцето и да излева во срцето светлината на верата и на природните познанија. Движењата кои се свети добродетелни, тој треба да ги поддржува и да ги подхранува со размислување, а движењата кои се грешни и страстни да ги отсекува како погубни за душата и противни за Бога законодавецот. Затоа и совеста се нарекува практичен ум. Ова се, мислам дека и во други толкувања малце поопширно кажано, но свидетелите не објаснува дека тука се зборува за не за окото и за телото, туку за умот и за душата. И по-прецизно некои од свидетелите велат дека умот
е разумниот дел на душата и како таков е неодвоив од душата. И во тоа го кажам во смисла дека имаше дискусија за да речеме дали може да се створи вештачки ум или вештачка интелигенција. Не кажуваме дека според православното сваќање расудливоста, умот е нераздвоена од душата. И кажува свети Јован Кронштадтски зашто ни служи умот. Вели умот служи за да ги подкрепува они работи кои што се добри, а да ги отфрла они работи кои што се лоши. Сега да биде ова појасно ќе кажам некои примери. Ние како луѓе секој пат да кажеме можеме да приметиме дека нашето да кажеме срце ќе изреагира без наша волја. Може нешто да ни се допадне или да не ни се допадне инстинктивно, без да размислиме за тоа. Меѓутоа повикани сме да размислиме за тоа и повикани сме со умот да контролираме што е она што ќе допре до срцето. Затоа што умот е како еден, да кажеме така, филтер за тоа што допре до срцето. Како што вика окото е светило за телото. Како што преку окото, да кажеме, целото тело ја добива светлината, односно разбира свето околу себе, така и чувствата ги добиваат, да кажеме, дразбите преку или филтер за сите работи е умот, кој што може за некоја работа, да кажеме, човек да го подкрепи или да не го подкрепи. Значи, иако нашето срце прво реагира, умот е оној кој што го има последниот збор. Ќе видиме тој понатоа во некој текување. Значи, продолжува Христос во Евангелието и вели: ако пак окото ти е лошо, целото тело ќе ти биде во темнина. И така, ако светлината што е во тебе е темнина, тогаш каква ли ќе е темнината? Толкување. Свети Симеонов Богослов. Односно, прво ќе кажеме Свети Григорий Палама. Свети Григорий Палама вели: рекол Господ око во еднина, за да покаже дека така го нарекува умот, затоа што ти немаш едно око. Тоа и преку заклучокот го покажал велејки: целото твое тело ќе биде темно. И ако од телесните очи едното не гледа, не значи дека целото тело е слепо. И од тоа што не рекол ако е во лоша состојба, туку ако самото е лошо, со тоа тој јасно покажал дека зборува за болна состојба која се појавува во душата обземена од гревовни страсти. Затоа и додава велејки: ако светлината која во тебе, умот и расудливоста, се темнина, тогаш темнината каква ли е? Значи, уште едно толкување кое што попрецизно ни објаснува што сака да каже со зборот око. Значи, кога ќе ни каже око, ние имаме две очи. Господ вика едно око. Значи, затоа веќе јасно ни укажува дека е нешто што се кажува во преносна смисла. А Свети Симеонов Богослов вели: што друго тој подразбира тука под око, ако не умот? Ова око не може да биде просто, ако не ја видим простата, односно чиста светлина. Таа чиста светлина е Христос. Значи, оној кој во себе има Христовата светлина, која би светлила во неговиот ум. За него се вели дека има ум Христов. Кога твоето око, односно твојот ум е прост, односно светол, тогаш и твоето безтелесно тело, односно сите делови на твојата душа, ќе бидат светли. И обратно, кога твојот ум е лукав, тоест помрачен и изгасен, тогаш и сета твоја душа ќе биде темна. Па така расуди добро. Не е ли темнина и светлината која што е во тебе? Проникни добро, не ти се чини ли дека го имаш она што се уште не си го стекнал? Добро погледни на тоа, за да не се измамиш и да не помислиш дека во тебе има светлина, кога тоа не е светлина, туку темнина. Свети Симеонов Богослов се нарекол нов Богослов заради неговото богословие. Вчера го славивме Свети Григорий Богослов и спомнавме дека има само тројца богослови во православната црква и сите тие се наречени богослови незалудно, значи заради нивната возвишена теологија. Свети Симеонов Богослов е познат затоа што зборува и премногу отворено за некои работи кои што се христијанско искуство. Она што многу отци го премолчуваат и оставаат човек сам да го искуси и да го спозна, Свети Симеонов Богослов тоа го објаснува. Меѓутоа тој го објаснува
не со некоја друга намера, туку баш за ова што сега го тука го пишува. За да не помислиме ние дека сме постигнале некоја височина, ако се уште не сме виделе светлината Христова. Тоа што тој го кажува е нешто, да кажеме, кое што би рекол дека е некоја врна и највозвишена теологија. И за тоа тој не предупредува. Ако ние тоа не сме го виделе, тоа за кое што тој пишува и зборува многу, да не се лажеме дека во нас има светлина, туку да сватиме дека има темнина. И за тоа вели самиот Господ, ако ние кој што се трудиме да кажеме во доброто, а се покажува дека се уште сме во темнина, каква е темнината на оние кои што не само што не се трудат во доброто, туку се трудат и во злото. Свети Јован Златоуст вели: Бог ни дарувал ум за да го изгонуваме мракот на незнаењето, за да имаме правилно поимање за нештата и ползувајќи се со него, со умот, како со оружје и светлина против се што е жално и штетно, да пребиваме во сигурност. А ние тој скапоцен дар го заменуваме за излишни и некорисни нешта. Каква му е ползата на воинот, што е украсен со злато, кога неговиот началник е заробен? Каква е придобивката од украсен кораб, ако кормиларот пострада од брановите? Каква е ползата во строеното тело, ако очите се лишени од вид? Ако лекарот, кој треба да биде здрав за да ги лекува другите, самиот падне во болест, но е положен во златен дом, на сребрен кревет, каква полза за тоа имаат болните? Така и ти. Ако го поредиш умот, кој може да ти ги скротува страстите, и го приврзеш кон богатството, тогаш не само што нема да добиеш никаква полза, туку напротив, многу ќе изгубиш и ќе нанесеш на својата душа голема штета. Свети Јован Златоуст го спојува она што го зборувавме претходно, кој што изгледаше како да се две неспојови работи. Кога зборуваме за богатството, еднаш зборуваме за умот и за душата. И Свети Јован Златоуст тука ги спојува. Ни кажува зошто е тоа така. Ни кажува дека умот ние треба да го користиме за да внимаваме што внесуваме во својата душа. И ако умот го подкрепува она што е добро за нашата душа, а го спречува лошото, тогаш ние се наоѓаме во безопасност. Но ако ние тоа го замениме за нешто непотребно, нешто излишно, ако умот свој го насочиме кон богатствата, тогаш немаме никаква полза. Вели, каква е полза ако некој воин е украсен со злато, значи ако некој човек стекнал, некој воин украсен од злато, кога неговиот началник е заробен. Некој човек е богат, да кажеме, но умот му е приврзан за богатството. Те нема никаква духовна полза, туку има само штета, затоа што не може да се пази од страстите и од сите гревови. Значи, Свети Јован Златоуст го спојува ова што го зборувавме со контекстот во кој што се кажем зборовите од Евангелието. И уште едно толкување Свети Теофилакт Охридски вели: Господ ова го кажува: Ти, ако си го прикова својот ум со грижата за имотот, тогаш си го изгаснал својот светилник и си ја помрачил својата душа. Затоа што, како што окото кога е чисто, односно здраво, го осветлува телото, а кога е лошо, односно нездраво, го остава во мрак, така и умот е заслепен од грижата. Штом умот е помрачен, тогаш и душата станува темна, а телото уште повеќе. Значи, повторно, ако човек се приврзе за богатството, нешто што толку, да кажеме, се промовира во денешно време, дека богатството е врна вредност, нам ни се кажува дека богатството е целосно, тука практично ни се кажува дека приврзаноста кон богатството означува целосно погубување на душата. Господ продолжува: Никој не може да им служи на двајца господари. Зашто или едниот ќе го замрази, а другиот ќе го возлюби, или кон едниот ќе се приврзе, а другиот ќе го презре. Не можете да им служите и на Бога и на Мамон. Толкување. Свети Теофилакт Охридски прво ни објаснува дека под двајца господари се подразбираат оние кои што даваат спротивни наредби. Не двајца господари кои што даваат наредби кои што се, да кажеме, во согласност една со друга. Ние, например, го правиме ѓаволот наш господар, а стомакот
свој Бог, за разлика од нашиот Бог кој е навистина Господ. Следното толкување од Свети Игнатий Бранчанинов вели: искуството постојано ја потврдува точноста на ова гледање на моралната заболеност на човекот, кое што го изразил се светиот лекар во упатените кон нас зборови, кажани со решителна сигурност. По задоволувањето на суетните и гревовните желби, секогаш следува тоа човек да се поведе по нив, а по поведувањето следува заробување, кое е умртвување на се што е духовно. Оние што си дозволиле себе си да ги следат своите желби и телесното мудрување и се повеле по нив, биле поробени, го заборавиле Бога и вечноста, го потрошиле земниот живот залудно, загинале со вечна погибел. Значи, Свети Игнатий Бранчанинов вели: искуството секој пат ги потврдува зборовите Господови дека никој не може да им служи на двајца господари. Нема можност да се исполнува истовремено и својата волја и Божјата волја. Од исполнувањето на првата, втората се осквернува, станува непотребна. Така, благоуханото скапоцено миро го губи своето достоинство заради ништожната примеса на смрдејата. Само тогаш, вели Бог преку великиот пророк: ќе ги јадете добрата земни, ако доброволно ме послушате. Значи, тука ги наведувам следните збори од пророк Исаја: ако доброволно ме послушате, ќе ги јадете добрата земни. Ако не сакате и се спротивставувате, меч ќе ви истреби. Тоа го рече устата Господова. И уште едно толкување Свети Јован Кронштадтски вели: вистините се зборовите Господови, тие секојдневно се оправдуваат во животот на секој човек. Не може навистина човек да работи за двајца господари, за вистинскиот Господ наш Исус Христос со Отецот и Светиот Дух, Бог на нашето срце и на мисловните господари, односно владетелите со срцата човечки. Значи не може и за Господа, и за оние господари кои што се мисловни, да кажем абстрактни, односно оние кои што владеат со срцата човекови, храната, пиењето, гордоста, честолюбивост и зависта. Ти сакаш страстно и добро да јадеш и да пиеш. Тогаш ти работиш за својот Господар, за својот Деспот, за стомакот, а не за Господа Исуса Христа. И самиот чувствуваш дека твоето срце страстно ги сака храната и пиењето и постојано се стреми кон нив и живее така да се каже во соединување со нив, а не се стреми кон Господа и не бара соединување со Него. Господ е нешто далечно, нешто несвојствено за човекот кој е жеден за храна и за пиење. А кон храната и пиењето, жедниот човек за нив се грижи, а за Господа не работи. Ги сака храната и пиењето, а Господа и Господовите заповеди ги мрази. Ја мрази и Светата Црква, чистата невеста Христова, ги мрази незините заповеди, незините устави, богослужења, обреди, затоа што таму нема за него храна, пиење и посакувани задоволства. Тоа треба да се каже за сите телесни луѓе. Ете, заради тој телесен закон е необходен пост за да му се угоди на Бога и да се спасат душите. Значи, тука не се работи само за храна и за пиење, се наброени горе. Гордоста, честолюбивоста, зависта, потоа се спомнати и сите телесни задоволства. И на многу места ќе најдеме во духовната литература каде се вели дека телесниот и духовниот човек се спротивставени. Она што телото го посакува, тоа не е корисно за душата. И обратно, тоа што е корисно за душата е тешко за телото, затоа што, например, за душата е корисен пост, за телото тоа не е корисно. А за телото, например, е угодно да има секакви удобства, секакви телесни задоволства, кои што представуваат во голема мера грев. Уште две толкувања Свети Теофилак Охридски продолжува. Не можеме да работиме за Бога кога работиме за мамона. Мамон е секоја неправда. Гледаш ли дека богатиот и неправедниот е невозможно да му служат на Бога, бидејќи користолюбието ги одвраќа од Бога. И уште едно толкување Свети Јероним Стридонски вели: на сиријски, односно араменски јазик, мамон се нарекува богатството. Не можете да му служите и на Бога и на богатството. Нека го чуе ова скржавецот, нека го чуе ова оне што носи име христијанин, дека не може истовремено да му служи и на богатството и на Христа. Впрочем, он не говори за оној кој има богатство, туку оној кој што е слуга на богатството. Навистина, кој е слуга на богатството, тука како слуга го зачува богатството
А кој го отворил од себе јаремот на богатството, тој го раздава како Господин или како Господар. Значи, овде е многу битно, вели, не само оној кој што поседува богатството, туку оној кој што е насочен на богатството, кој што е обземен од грижата за богатството. Значи, оној кој што, да речем, има богатство, вели, тој е слуга на тоа богатство. Се што прави е за да го зачува своето богатство. А во други толкувања кои што тука не се спомнати, претходно мислам дека ги спомнахме, под овие луѓе, да кажеме, се подразбираат луѓе кои што можеби немаат богатство, ама се насочени само на тоа да стекнат богатство. И тие ако го немаат, они се приврзани со својата мисла за тоа што сакаат да го имаат. Ние слично спомнахме дека апостолите кои што беа рибари и сиромашни, вика оставија се, и некој ќе праша како тоа оставија се, кога немаат тие големо богатство. Вика тие оставија и се што можеа да имаат и сите своји желби кон богатството. Така што ние сме повикани исто така да ги оставиме и своите желби кон богатството. Некој може да каже не сум приврзан пошто сум сиромашен. Ама ако си сиромашен, а цело време си со мисла дека треба да се збогатиш, тогаш и ти потпаѓаш во оваа категорија. Господ продолжува: затоа ви велам, немојте да се грижите за душата, што ќе јадете или што ќе пиете, ниту за вашето тело, во што ќе се облечете. Зар не чини душата повеќе од храната, а телото од облеката? Тука една мала забелешка, дека во изворникот пишува, како што кажавме тука, немојте да се грижите за душата, и така и беше по стариот превод на Светото писмо. Значи, овде сакам да кажам дека во стариот превод стоеше немојте да се грижите за душата, а во новиот превод стои немојте да се грижите за вашиот живот. Значи, изворно пишува душа, не пишува живот. Тоа живот може би во некои други преводи, во некоја преносна смисла. Не е тоа погрешен. Да. Не знам, има неколку преводи на македонски. Јак го споредов, например, тоа 90-та година што дедо Гаврил, таму пишува, например, немојте да се грижите за душата, а последниот превод што 2000 која година таму 23-та, мислам пишува немојте да се грижите за животот. Не е погрешен тој превод, во смислата не е изместена, меѓутоа само го кажувам затоа што во толкувањето се спомнува душа, да не се чудиме од каде тоа доаѓа. Некаде преводот може стварно да го измести значењето, тука не е тој случај, ама сепак. Сега да видиме толкувањето. Свети Теофилак Охридски вели. Кога Господ кажува, затоа велам немојте да се грижите за душата. Вика, бидејќи со имотот луѓето се оддалечуваат од Бога. Душата, бидејќи нема тело, не јаде, но Господ ово кажал по општа навика. Значи, толкувачот кажува, немојте да се грижите за душата, што ќе јадете или што ќе пиете. Душата не јаде, не пие. Затоа толкувачот така кажува. Меѓутоа Господ го кажува по општа навика, бидејќи душата очигледно не може да остане во телото, ако телото не се храни. Господ не забранува да се трудиме, туку забранува исцело да се предаваме на грижите и да го занемаруваме Бога. Треба и со земјоделие да се занимаваме, но треба и за душата да се грижиме. Значи, ево ова што прашуваш, тоа е дека не забранува Господ да јадеме, така, само да не бидеме насочени само на тоа. Да. И Господ кога вели, зар не чини душата повеќе од храната, телото од облеката, толкувачот вели. Односно, оној кој што го дал големото, со тоа што образувал и душа и тело, зарем нема да го даде и помалото, односно храната и облеката. Господ продолжува, погледнете ги небесните птици, ниту сеат, ниту жнеат, ниту во амбар собираат, и вашиот Отец небесен ги храни, зар не сте вие многу поскапи од нив? Свети Теофилак Охридски толкува. Господ можел да укаже, например, на Илија или на Јован, кои што се подвижници, испостници, Свети Илија пророк и Свети Јован Претеча. Но тој спомнал за птиците, за да уште повеќе не засрами, дека ние сме понеразумни од нив. Бог нив ги храни, вложувајќи во нив природна умешност за собирање на храна. Зарем нема наздање на храна. И уште едно толкување Свети Јован Кронштадтски вели. Со овие зборови Господ не поддржува мрзеливост или неработливост. Заре би можел премудриот да каже нешто такво. Туку се кажува дека ако птиците Бог не ги заборава, тие кои што се толку ефтино ценети од нас,
тие кои што се неразумни созданија, зарем нема уште повеќе да се грижи да не нахрани нас, кои што сме за него толку драги созданија, да за чие спасение тој не го поштедил ниту својот единороден син. Се кажува и тоа дека ние не треба да дремеме, не треба да следиме со скрстени раце, да бидеме мрзеливи, туку како што птиците постојано летаат и бараат храна за себе, употребувајќи за тоа и острината на својот вид и природниот инстинкт, така и ние треба постојано да ги употребуваме нашите сили и способности и да го бараме за себе Царството Божјо и неговата правда, затоа што во тоа се состои целта на нашиот живот, а не само во тоа да бараме за себе прехрана. Треба постојано да го изоструваме нашиот духовен вид или очите на срцето и со нив секојдневно да бараме духовна храна и пиење. Не се забранува со овие зборови тоа да ги бараме и привремените блага, привремените богатства или добрини, туку треба барањето на привремените добрини секогаш да следи по духовните, по небесните блага, како што вели Господ. Најпрви барете го Царството Божие, неговата правда и сето тоа ќе ви се придодаде. Тука тоа е во следните стихови. При тоа треба барањето на телесните работи, на овоземните блага, не треба да биде силно, не треба да биде со многу грижи, не треба да одзема многу време и труд, кои што треба да бидат употребени за душевно спасение. Сега, например, тука можеме само да се поврземе со она што е денеска реалност. Например, денеска во многу места во светот, дури во развиените земји во светот, има таква ситуација каде што луѓето се толку преокупирани со работата да немаат време за Бога. Толку се преокупирани со тоа да се прехранат, да заработат, што немаат време за ништо друго. И тие навистина се дури, ајде да не кажам дека и во полоша состојба него робови во некое друго време. Затоа што немаат време за Бога, само за земните работи се грижат. Делумно тие се ставени во таква ситуација заради општествените прилики, но делумно и самите не се трудат да ги постават работите во нивниот живот поинаку. За ова се и следните стихови, значи ќе се навратиме на оваа тема. Следните стихови се: а кој од вас, грижејќи се, може на својот раст да му придодаде макар еден лакт? Толкување. Господ вели: колку и да се грижиш, ништо не можеш да направиш без Божјата волја. Зошто залудно се трудиш? А следно толкува Јован Златоуст вели: како што на телото при сета своја грижа не можеш да му додадеш раст, исто така не можеш да најдеш ниту храна, иако мислиш дека можеш. Од ова е јасно дека не е нашата грижа, туку Божјата промисла, она што доведува до исполнување на она што навидум ние самите го извршуваме. Така што, ако Бог не остави, тогаш ниту грижата, ниту работата, ниту трудот, со еден збор, ништо нема да ни помогне, туку се ќе биде залудно. Тука ни кажува нешто што и претходно слушнаме кога се работеше со молитвата Отче наш, дека ние сепак го бараме нашиот насушен леп од Бога. Значи некој може да речеме честно да се го заработил својот леп со својот труд, но тоа е сепак затоа што Господ допуштил така да биде. Затоа што може човек и да е најспособен, и да е највреден, најтрудолюбив, ако Господ не остави можност да се заработи, да кажеме се стекне, човек нема да заработи, нема да стекне. Следните стихови: зошто се грижите за облеката? Погледнете ги полските кринови како растат, не се трудат ниту предат, но ви велам дека ниту Соломон во целата своја слава не се облече како еден од нив. Толкување. Не само со неразумните птици не посрамува Господ, туку и со криновите кои се сушат. Па штом Бог така ги украсил, иако тоа не е неопходно, зарем нема ли уште повеќе да задоволи нашата потреба од облека? Исто така ни покажува дека дури и многу да се трудиш, сепак нема да можеш да се украсиш себе си како криновите, бидејќи и најмудриот и најнегуваниот Соломон за време на своето царување не може да се облече во ништо слично на нив. Значи, знаеме за Соломон на Стариот Завет дека бил толку имуќен, толку богат, што се имал. И вели дека тој кој што имал се, кој што имал најневозможни работи, за неговото богатство надалеку се слушали, оддалеку доаѓале луѓе да видат како тоа изгледа и биле восхитени.
Значи, дури ниту тој не може да се облече така како што Господ ја облекува миливата трева, миливото растение. Свети Макари велики вели: во каква мера некој се труди за верата и со усрдност се труди да биде причесник на Светиот Дух, во таква мера ќе биде прославено во оној ден се мисли на страшно суд, и неговото тело. Тоа што сега душата го собрала во својата внатрешна ризница, тоа таму ќе се открие и ќе се јави вон телото. Како што дрвата, откако ќе пројде зимата, ќе ги огрее невидливата сила на сонцето и на ветровите, како облека произведуваат од себе си лисја, цветови и плодови, а во исто време излегуваат од натрешните недра на земјата и полските цветови, и со нив се облекува земјата и тревата, слично на криновите за кои Господ рекол: ниту Соломон во сета своја слава не се облече како еден од нив. Сето тоа служи за пример, образ и подобие на христијанинот во денот на воскресението. Значи, тука Свети Макари Велики ни кажа нешто друго, дека тие сите духовни богатства кои што човек ги собира и ги држи, да кажеме, во тајност во себе, тие и видливо ќе се покажат во денот на воскресението. Следните стихи од Евангелието. Па така, ако полската трева што денес ја има, а утре во печка се фрла, Бог така ја облекува, нема ли многу повеќе да ве облече вас, маловерни? Толкување. Откако Спасителот ја докажа Божјата промисла за човекот, му остана само уште сега да ги разобличи слушателите. Но тука разобличувањето е соединето со кротост. Тој ги разобличува своите слушатели не за неверие, туку за маловерие. Друг толкувач вели: од ова учиме дека не треба да се грижиме за украсувањето, како што им е својствено тоа на распадливите цветови, туку и дека секој што се украсува себе си се прави сличен на тревата. Вие, вели, сте разумни суштества, за кои Бог создал и тело и душа. Сите кои што сте нурнати во грижите, сте маловерни. Кога би имале совршена вера во Бога, тогаш не би се грижеле така напрегнато. Ево е, да кажеме, може да биде сватено како една утеха за нас, една одлишка, дека не упатува Господ дека не мора толку да се трудиме, дека не мора човек да биде во страв, дали ќе имам утре, да јадам утре, да пијам утре, во што да се облечем, Господ ќе се погрижи. Ние денеска може да бидеме, да кажеме, тако обземени од такви грижи, но ова е една утеха Божја дека Господ ќе се погрижи за нас. Следно толкувач вели: да се нема грижи е својствено за совршената душа, а да се скрушува себе си со грижи на нечестивата душа. За совршената душа е речено дека таа е како трн помеѓу крин помеѓу трни. Тоа е во Песна на песните. А тоа ја означува душата која што посреде оние кои што за многу нешта се грижат, таа живее без грижи. Крин во Евангелието ја означува душата која нема грижи, затоа што е кажано: не се трудат, ниту предат, а повеќе од Соломон се облечени во слава. За оние кои имаат многу грижи за телесното се вели: сиот живот на нечестивиот е во грижи, во книгата Јов. И целосно е нечестно да се распространува грижата за телесното на целиот живот и да не се покажува никаква грижа за идното. Значи, кажува дека секако човек има некакви грижи, но да биде потопен од тие грижи, тоа е веќе знак за нечестивост. И вели, нечестиво е грижата за телото да се распространи врз целиот живот. Значи, треба да се ограничи грижата за телото. Господ продолжува: затоа не грижете се и не говорете што да јадеме или што да пиеме, или во што да се облечеме. Зашто сето тоа го бараат незнабожците, а вашиот Отец Небесен знае дека сето тоа ви е потребно. Толкување. Господ не одвраќа од трудот, туку од грижата, пренесувајќи на надежта на Бога. За нашиот труд да не биде безнадежен или нашата надежда нема неправилна насоченост. Непрестано мислејќи за тоа што да јадеме, или што да пиеме, или во што да се облечеме, како да е смислен изговор, како да имаме оправдание за тоа, со сета душа да се нурнеме, да се опуштиме и да не си дозволуваме да погледнеме на небото. Заради тоа Бог на таков начин е создал нашата природа со тело кое не е неподвижно, туку може да се движи и да се придвижува и да го прави сето она за што имаме полза, а при тоа духот да може да биде зафатен со нешто друго.
па со телото да го правиме она што му е својствено на телото, а со душата да гледаме кон Бога, барајќи од него небесни богатства. Ова е од делот беседа Свети Григори Балама, кажа на беседа во време на жетва. И тука како да им кажува на луѓето кои што жнееле. И вие со телото трудете се, правете го на што треба да го правите, затоа ви е дадено тело кое што е подвижно, ама душата, со душата гледате кон небесите и гледате кон Бога. Свети Теофилак Охридски вели: Господ не забранува да се јаде, но забранува да се вели што да јадеме, односно да имаме таква грижа. Богатите од вечер велат: што ќе јадеме утре? Гледаш, тој забранува разнежнетост и раскош. Значи забранува, ајде утре сега што ќе јадеме, во смисла што убаво ќе јадеме. Уште еден толкова Свети Онуфри Гагалјук вели: Кога човекот престана да верува во Бога, Свети Онуфри е од тие руски новомаченици, значи он го фатил тоа време на безбожништво, на атеизам. И затоа вака зборува. Вели, кога човекот престана да верува во Бога, тој ги напушти сите духовни стремежи и почна со таква страст да се одава себе си на грижа за се што е надворешно, за храна, за облека, за живеалиште. Своите дарови, своите таланти ги предава на развој на земна култура. И таа му е на човекот замена за Бога и за благодетниот христијански живот во Бога. Нели ние знаеме дека некој пат се велеше, може уште се вели храм на културата, и тоа уште ни покажува дека некој пат културата може да послужи како замена за Бога и за тие благодатни дејства на христијанскиот живот. Таквиот христијанин се претвара во незнабожец. Тој сега почнува да се плаши, да не ми снема леп, да не ми изгори домот, да не фати глад. А тоа е затоа што тој изгубил подпорната точка во својот живот. А таква нераскладлива подпора е се моќниот и изобилниот со љубов Бог, Отецот на сите и владика на вселената. Христијанската вера не учи дека надворешната култура е добро дело, но не е цел сама за себе. Туку е средство за човечка добробит на земјата. Култура се подразбира не само култура, туку и секаков, да кажеме, напредок во смисла на технологија, наука и така натаму. Целта на човечкиот живот по Бога, целта на човечкиот живот е да биде по Бога, за Бога и во Бога. А исто така христијанската вера ни ја покажува таа очигледна вистина дека и надврешната култура, кажем тука и наука и уметност, ако има прогрес, тоа не е толку заради усилбите и гениот на човекот, туку по милоста Божја, која го вразумува човекот, создаден од него, и заповеда на бездушната природа и на зверовите и на птиците и на гадинките да го слушаат човекот, кој што е венец и цар посреде се што е створено на земјата. Од една страна ни кажува дека оние кои што се откажале од Бога, тие живеат во страх. Тие веќе станале, иако се христијани, станале како незнабожци. Наместо се надеваат на Бога, се надеваат само на своите сили и се плашат од се и сешто. Да се им треба веќе сигурност, осигурување. Исто така ни кажува дека се што човекот открил како некаков напредок во науката, во технологијата, сето тоа е затоа што Господ помогнал. Ништо не е тоа затоа што ние сме направиле нешто без Бога. И добро е тоа да се знае. И уште еден толкова Свети Јован Златоуст вели: откако ги трогна, ги разбуди и силно ги укори своите слушатели, сега ги утешува, велејќи: вашиот Отец Небесен знае дека сето тоа ви е потребно. Не рекол Бог знае, туку знае Отецот, за на тој начин во нив да побуди поголема надеж. Навистина, штом Бог е Отец, и при тоа Отец кој се знае и е грижлив, тој не може да ги презре синовите, кои се во неволја, како што и луѓето кои што се татковци не го прават тоа. Значи, Свети Јован Златоуст ни кажа да обрнеме внимание дека тука Господ го употребува зборот вашиот Отец Небесен. Не вели Господ кој што е некаде далеко, некој вика вашиот Отец Небесен. Ги става нив како слушателите на место на чеда Божи. И Господ продолжува: но барете го најнапред Царството Божие, неговата правда, и сето ова ќе ви се придодаде. Толкување. Царството Божјо е вкусување на добрини. Тоа се дава за живот според правдата.
Па така, но оној кој што го бара духовното, нему по штедроста Божја му се додава и телесното. И тоа е пукот од овие зборови. Има уште едно толкување. Покажува дека ако вниманието на твојата душа биде устремено кон Бога, од тоа ти нема да претрпиш никаква штета во однос на телесните потреби, туку повеќе од тоа. Бог ќе устрои така што заедно со спасението на душата ти несомнено ќе владееш и со тие неопходни за живот земни блага. Затоа што Он е тој што отвора својата рака и се што е живо го наполнува со благоволение, на кого и Давид му вели, односно во 73-тиот псалм, псалмопевецот вели: летото и пролета ти ги определи, говорејќи не само за видливите нешта, туку и за духовните. Затоа летото го ставил пред пролета, затоа што ако од почетокот нема отсекување од неверните и лоши постапки и луѓе, ти нема да ја достигнеш пролета, односно чутот на добродетелите. Значи, тука свидетелите ни кажуваат, ете, човек може да кажеме така, и да се обиде во тоа, да го проба, ако не се обидел до сега, дека кога ќе положиме својата надеж на Бога и кога повеќе ќе се грижиме за духовните, односно за телесните работи, тогаш Господ не само што нема да ни даде да претрпиме штета во однос на телесните работи, туку уште повеќе ќе ни ги даде тие телесни работи. И гледате во каква ситна работа во редоследот на зборовите од псалмот Свети Григорий Палама наоѓа голема смисла. Вели, летото и пролета ти ги определи. Значи, не вика пролет и летото како што хронолошки следат, затоа што вика преку тоа псалмопевецот ни кажува дека летото ги означува духовните работи кои што имаат предност, а пролета се тие пролета го означува растутувањето, односно вели, ако нема отсекување на неверните и лоши постапки од луѓе, нема да достигнеш пролета, односно чутот на добродетелите. И Светото писмо е исполнето со вакви работи. Некои реченици, стихови кои што ни се чинат беззначени или малку важни, гледаме дека свидетелите ги толкуваат многу длабоко и ние можеме да се потрудиме во тоа, да речеме, да пристапиме кон читање на Светото писмо со големо внимание, со молитва Господ да ни ги отвори духовните очи, затоа што таму има, да кажеме така, како скриено богатство. Многу пати, например, се зборува, имаше некои, не знам, и филмови и книги со таква некоја содржина, во смисла фантастични книги и филмови за фантазија, не за некакви си, не зборам за духовна литература, каде што, например, се зборува за некакви си тајни книги, тајно знаење, каде што луѓето доаѓаат до некаква тајна книга, одеднаш тие дознаваат нешто што никој друг не го знае. Ние може да кажеме дека тајните се закопани или се скриени во зборовите на Светото писмо, и на Евангелието, и на Стариот Завет. И луѓето и го читаат Светото писмо и не ги сваќаат тие тајни. Меѓутоа, ако Господ му ги отвори очите на човекот, тој кој ќе почне да сваќа барем малку од тие тајни, ќе биде во голема восхит и ќе има и голема духовна полза. Затоа овој го кажам за да ве охрабрам да со големо внимание, со голем труд го читате Светото писмо. И последниот стих од овој дел што за денеска го спремив. И затоа не грижете се за утре, зашто утрешниот ден ќе се грижи за своето. Доволно му е на денот неговото зло. Толкување. Под зло подразбира скрушеност и тага. Доволно што си се скрушувал за денешниот ден. Ако почнеш да се грижи и за утрешниот, тоаш непрекинато грижејќи се за самиот себе си заради телесното, ќе немаш слободно време за Бога. Уште еден толкова Свети Јероним Стрионски вели: тој тука не говори за злото, кое е спротивност на доброто, туку за потешкотиите, огорченијата и претеснетоста од овој век. Значи, тука кажа толкова дека овој збор зло во изворникот има неколку различни значења. Некој пат е спротивставеност на доброто, дека се мисли не на зло како зло, тука се смета за некои потешкоти и маки притеснување кои што човек ги доживува секојдневно. Вели, доволно ме на денот неговата тешкота, неговото бреме. Уште еден толкова Свети Јован Златоуст вели:
Да не мислиме дека заповедите Божи е невозможно да се исполнат. И сега многумина ги исполнуваат. Ако ти тоа не го знаеш, нема ништо чудно. И Илија мисля дека само тој останал, но чул од Господа си оставив меѓу израелците 7000 луѓе. Од тука се гледа дека и сега има многумина такви кои водат апостолски живот, слично како што и тие тогаш 3000 и 5000 кои поверувале ова делат апостолски. Ако не веруваме на тоа не е затоа што нема добродетелни луѓе, туку затоа што ние самите многу малку се трудиме, многу малку правиме. Оној кој што се предал на пијанство, не е лесно ќе поверува дека има таков човек кој што не пие ниту вода, иако тоа многумина монаси го исполнуваат пред нашите очи. Похотливиот нема веднаш да поверува дека е лесно да се зачува од девственоста. Крадецот нема веднаш да поверува дека има такви кои што ревносно го даваат и своето. Па така, и оние луѓе кои што секојдневно се истоштуваат себе си со безбројни грижи, нема веднаш да го примат учењето дека можеме да бидеме слободни од животни грижи. А дека многумина го исполниле тоа учење, ние можеме да докажеме на примерот на оние кои што мудруваат во наше време, односно кои што живеат христијански живот. Ова е Свети Јован Златоуст. Значи, кога ги слушаме овие зборови, Свети Јован Златоуст живеел во крајот на третиот односно крајот на четвртиот, почетокот на 5 век, како да ги пишува за денешно време. Значи, и тогаш многумина кога ќе слушнале за овие христијански заповеди, рекле тоа е за некои други времења, за други луѓе, не е за нас. А Свети Јован Златоуст вели не, тоа е за нас и сите може тоа да го исполнат. Само што проблемот е што луѓето не се трудат. Вели ако не веруваш дека нема добродетелни луѓе, тоа е затоа што ти не се трудиш. А ако ти се трудиш, тогаш ќе сватиш дека може да се стекне добродетел и само ќе станеш човек кој што води добродетелен живот и ќе ги увидиш и другите луѓе кои што водат добродетелен живот. Вели, оној кој што се предал на пијанство, тој мисли дека, ајде да не кажам дека сите луѓе се склони на тоа и дека не постојат луѓе кои што не го прават тоа. А вели, ние знаме дека многу монаси пред нашите очи ниту вода не пијат. Вика, оној кој што е похотлив, кој што има вака разгорено телесна страст, тој не може да поверува дека некој живее девствено. Крадецот не може да поверува дека има луѓе кои што не само што не крадат, туку и даваат од своето. Така вика и оние кои што се обземени од многу грижи, тие не веруваат дека постои човек кој што живее без тие грижи, а еве постои. И вика, ние тоа го гледаме на примерот на некој што, тука е употребен збор, го кажа сега мудруваат, меѓутоа на словенски преведен љубо мудрува, односно философира, затоа што философија значи љубов кон мудроста и во едно време се употребувал во смисла не само на теоретска, туку и на некаква практична активност. Значи, философијата се сметала за, односно терминот се употребува за некаков христијански доблесен начин на живот. Значи, довели, оние кои што сега љубомудруваат, не дека тие живеат само, да кажеме, со абстрактни некои размислувања, туку и на дело ги исполнуваат заповедите Господови. Нешто што треба да се навратам или нешто да дообјаснам? Или нешто вие да кажете? Па мислам дека е добро прво човек да знае да ги ограничи своите грижи. Например, еве, тука слушавме дека имаше беседи од Свети Григорий Палама, кој што е еден од најголемите, да кажем, подвижници, луѓе кои што и написмено изложиле некој голем подвижнички опит, а сепак тој кажува беседа во време на жетва. Значи, се подразбира дека човек се труди и се труди многу. Меѓутоа дури се труди, да кажеме така како што тука вика со телото ти труди се, а сумот пребива во Бога. Да не испадне дека грижата за материјалното го обзема целиот човек. Да ставиме, да кажеме, граница на таа грижа. Да исполнуваме тоа што може да исполниме, да се трудиме со она што може да се потрудиме и да кажеме од тука понатаму другото му го ставаме на Бога.
Кажеме, тоа е еден начин. И овде сепак ни се предлага еден начин на подвижниство кој што, да речеме, може некој луѓе да го немаат пробано и може да го пробаат. Може да каже, ајде да пробам, да видиме како е, кога ќе се грижиме првенствено за духовното, а после за материјалното. И ако човек се обиде, се потруди, тогаш ќе се покаже силата Божја. Сад, во денешно време се слагам дека луѓето се преокупирани и живеат, како што кажува Свети Онуфри, во страф. Ако се случи ова, дали ќе имаме сигурност, дали ќе имаме безбедност, ако изгубам се, ако не знам што. Не можам сега да кажам дека јас сум сосема лишен од тие грижи, секако тие се нешто што природно му доаѓа на човекот, меѓутоа не треба човек да биде насочен само на тие работи. А денеска луѓето, барем во она што доминира во нашето окружување во моментов, се насочени многу на материјалното. Јас само кажам дека не е нешто тоа што од секој пат било така и дека на секаде е така. Не било од секој пат така и не секаде се уште е така. Значи тоа е еден начин на размислување, да кажем, една таква идеологија материалистичка, кој што не би требало да ја прифатиме. Значи може човек во најмала рака да стави граница на своите грижи, а после понатаму да се труди уште повеќе да му се довери на Бога. А кога човек живее духовен живот, тогаш и самиот тој духовен живот ќе го научи, самиот Господ ќе го научи како да постапува. Во смисла човек ќе стекне доверба во Бога, дека Господ е тука, дека Господ никого не остава. И да се мисли дека Господ не оставил, дури е грев. Безнадежноста смета за грев, како ние да не веруваме во Бога, така. Така што, ако човек се најде, да кажеме, во некоја притеснатост, нека ја положи својата надеж на Бога, нека се труди со се што може да прави, ама нека ја положи својата надеж во Бога и нека има увереност дека Господ ќе помогне. Секој од нас има сигурно повеќе примери да каже како некој пат сме се нашли во некоја безизлезна ситуација, готово нема излез, готово утре или вечерва или на што се случува и веќе крај. И може Господ да ги смени сите работите и да воопшто ништо лошо да не се случи. И ако се сети човек на таков некој пример, сваќа дека или тоа треба да му служи како охрабрување, дека и во други ситуации Господ ќе го направи истото. Да не тонеме во мисли дека ете сега ако не го оставам тоа и тоа, како ќе тече понатаму животот. Не, Господ ќе даде се што е потребно за живот. Само ние првенствено да го бараме Бога, а не да бидеме насочени прво на материјалното, па за Господ ако остане време остане, ако не остане никому ништо. Тоа Добро, не го сватив така, да, извини. Не сватив така. Да, тоа е уште по-лошо, така се. Тоа е уште по-лошо. Добро, мислам, луѓето кога ќе се препуштат на таа идеологија дека максималната вредност е материјалното, не е чудно така да размислува. Тој размислува, ја на моето дете ќе му оставам многу голема вредност и му давам нешто скапо или скапоцко, не знам што ќе му избедам. Тука неколку пати се спомнуваше користолюбивост и денеска пак се спомна користолюбивоста како некоја, да кажеме, работа кој што го обзема човекот. Може да кажеме дека и страст некоја. И како и секоја страст, која ќе обземе човека страста, човек не мисли за околината, не мисли за никој и тогаш се му е изговор. Значи за да работам поќе, ова е за децата, и тогаш прави се што не е добри Господ стварно него не само што него очекува, него правдува, тоа него им штети, да кажеме, на своите деца. Во најмала рака затоа што им дава лош пример, а во духовна смисла затоа што ако човек не ги почитува Божите заповеди, него има Бога во својата душа, значи остава простор другите сили духовни да бидат присутни во неговата душа и тогаш амбиентот во својот дом што го прави е неповолен. Нешто друго да прашате, да кажете? Да, може.
милосердно од митници, зашему главице Христу, јавилшу се на земли человеком на благост. Тому последова апостол избрани јавил се еси, благовестник Евангелија селени велегласен, сего ради чтим честную памјат Твоју. Мате благоглаголиве, моли милостива го Бога, да грехов оставление подаш душам нашим. Слава Отцу, Сину, Святому Духу, и ныне присно веки веков. Амин. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Господи се Христе Боже наш, молитвам Светого апостола, Мати и сеј светих, помилуј, спаси нас. Амин.